Летниот период и високите температури веќе се својствени за полесно труење од храна и размножување на бактерии. На инфективното оделение во Штип веќе пациенти од сите возрасти се жалат од диареја. За овие 10 дена имаме пациенти, 10 пациенти кои што се со симптоми на повраќање на течни столици. Причините може да бидат многу бројни, меѓутоа најчесто може и што треба да се внимава, тоа е храната. Значи, редовно миење на овошје, на зеленчук, стално го тоа повторуваме, редовно миење на рацете. Никако оставање на храна доколку остане за наредниот ден на овие собни температури кои што се доста високи. Значи мора да биде храната складирана во ладилник доколку не биде искористена истиот ден. Епидемиолозите предупредуваат дека опасноста, особено за време на летниот период, демне од кремови и сладоледи, млечни и месни производи, кои треба да се чуваат во фрижидер. Најсигурно и најбезбедно е термички обработување. Јајцата добро варени, значи 10 минути, месото издинстано, направено, не полуживо и живо, значи, а храната никако чување надвор, која ќе се олади храната, треба да се стави во фрижидер за одржување. 1 до 2 дена во фрижидер, никако повеќе, бидејќи во фрижидерот е од 2 до 8 температурата. Температурата која што е на вратата на фрижидерот е над 8 степени. Значи, хигиената на припремањето на храната, на работните површини, значи крпи посебно за чистите делови, посебно за нечистите делови, сунгирите обавезно треба да се фрлат, да не се користат долго време, бидејќи и покрај тоа што ги миеме со детерџент сунгирите, не можеме бактериите да ги убиеме. Значи бактериите кои што се внатре во сунгирот, не можеме со обичниот детерџент ние да ги дезинфицираме. Исто така и угостителите најмногу треба да внимаваат, иако досега во регионот нема такви заболувања, но дали внимаваат граѓаните на исправноста на храната? Па гледаш, мора да знаеш дали е исправно или не. И па исправно мора да биде. Зеленчук и тие работи, па сега треба малку се пази да не јадеме свинско тие работи, тие такви продукти. И што земеме право у фрижидеро и кога сготвиме, па у фрижидеро и така. Да, ја дома се карам на тие моите, што стане да стават у фрижидеро. Па роко гледаме со да видиме до кога биде и така зимаме. Во секој случај, лекарите препорачуваат да се внимава на исхраната и да не се дозволи дехидрација на организмот.